Добар ден, криптоентузијасти. Турбостарт денеска, ова е втора видео, едноставно премногу ќе биде долго ако е едно, затоа моравме да направиме второ, се надам дека ќе уживате во нашата работа нормално, малку продолжена денеска. Уште една, значи, оние кои што не успеале да видат, денеска имаме две видеа, првото веќе е направено и беше доставено на нашиот канал во 3 часот попладне. Тоа е видеото каде што објаснуваме околу моменталната ситуација помеѓу Иран и Израел, затоа што е многу драстична и може многу големи промени да направи на пазарите на светско ниво, така да погледнете го тоа ниво, доколку не сте успеле да го погледнете. Ова е Altcoin вести видео кое што го гласавте вие во однос на оваа последна недела и има доста нови вести кои што сакам да исподелам со вас и нормално во текот на утрешниот ден исто така според вашите класови кои што ни ги давате на нашите социјални мрежи, ќе го направиме видеото за потенцијално качување повторно на инфлацијата, како и рецесија во тек на овој бул маркет, што би можело да предизвика на нашите очекувања за овој бул маркет. Околу тоа повеќе утре, сега нормално ќе се задржиме на оваа тема за која што сме овде, а тоа е Altcoin вести, меѓу кои нормално ќе направиме и кратка анализа на самиот биткоин и вчерашниот пат околу делот со нормално самите Bitcoin Spot ETFs. Значи, понатаму нормално ќе продолжиме со Altcoin вести, но ова е доста битно за да видиме што се случува пред самиот халвинг. Сега, пред самиот халвинг, без разлика на тоа што и понатаму имавме солидна, солидна ликвидација вчера, значи како што веќе кажавме во претходното видео денес, повеќе од 750 милиони долари беа ликвидирани на лонг, зборуваме леверидж позиции, со тоа што и понатаму и покрај ваков тип на ликвидации и покрај на некој начин нестабилноста на пазарот, страф од пат и така натаму, се наоѓаме на ситуација имаме големо намалување на биткоин на менувачниците. Овдека нормално зборуваме за централизираните менувачници, затоа што таму се смета, во децентрализираните немаме депонирање на криптовалути. Значи, помалку од 2 милиони, сега овдека тоа не е баш прецизно представено, затоа ние секогаш проверуваме на соодветни алатки. Значи, ова е CoinGlass кој што моментално ни покажува колку точно имаме останато биткоин, односно многу помалку од 2 милиони. Погледнете и сами, значи и во најлошите случаи во целиот овој период во текот на април, ние имаме околу 1,74 милиони или 1.740.000 биткоини на централизираните менувачници. Тоа што гледаме посебно практично од моментот кога конечно беше одобрен, погледнете. Значи ова е, само да видам точно каде. Овдека е негде на почетокот на јануари, така. Значи почетокот на јануари ние сме имале, погледнете, од прилика 1,8, 1,9, односно 1.900.000 биткоини на пазарот. За овие 3 месеци откако имаме Bitcoin Spot ETF, погледнете колку биткоин е изнесен од пазарот и ова е моментално, значи, рекорд. Никогаш не сме имале толку ниска количина на биткоин на менувачниците. Тоа значи дека поголемиот дел од овој биткоин е изваден и е ставен на cold wallet-и, затоа што очекуваме дека цената ќе продолжи да расте. Така да ова е една од главните работи кои што ни покажуваат, покрај тоа што имаме и број на новчаници, кои што ќе ги анализираме во техничката анализа, кои што ни покажуваат дека интересот за биткоин е голем без разлика на се што се случува на пазарот. Че имаме рекордно ниска количина на биткоин на менувачниците. Односно се помалку и помалку биткоин може да се најде, а нормално ова ќе биде уште подрастично во моментот кога ќе добиеме халвинг, каде што се помалку ќе влегува, значи претходните околу 900 коини произведени на ден од майнинг ќе се намалат на 450, значи дека се повеќе и повеќе ќе се исцрпува и оваа посебна резерва од самите менувачници. Сега околу тоа, значи прво го намаливме малку и Fear and Greed индексот кога станува збор за криптовалутите, што е добро, затоа што се наоѓаме екстремно високо. Значи ние и покрај ово што моментално денеска имавме голема, да речем, капитулација и ликвидација вчера на пазарот, се наоѓаме на 72, што е практично на самата граница од Extreme Greed, односно екстремна скржавост. Значи навистина имаме доста на некој начин скржавост на пазарот, значи дека треба да имаме корекција, но знаеме дека ова најчесто историски може да се задржи овде и во подолг временски период, дури и со месеци некогаш, кога се наоѓаме во blow-off топ територија како што е моменталната ситуација. Така да ова не ме изненадува, е сосема нормално кога станува збор за почетни циклуси на bull market. Сега,
Следна битна работа која што треба да поразговараме е ситуацијата со самите Bitcoin Spot ETFs. Односно, гледаме дека и понатаму се зголемува количината на големите играчи на биткоин кои што го поседуваат. Значи, ова што го видовме, значи моментално на меновочниците е останата негде околу помалку од така речено 1%. Значи 1% би бил 2 милиони и 100 000, тоест не како да е 10% си 2 милиона и 100 000, значи ова е негде околу 7-8% од вкупната количина на биткоин е моментално на менувачници. Значи станува збор за големо намалување на оваа количина на расположливост за секојдневно тргување. Додека за разлика од тоа, гледаме дека се повеќе се зголемува количината на биткоин која што е во рацете на институциите. Мене ако ме прашувате е на некој начин непосакувано, но во оваа ситуација доста пожелно за нас, затоа што ова не се оние paper hands кои што ние ги нарекуваме, односно ова се институции кои што не планираат да ги продадат овие коини, сигурно не во блиска иднина, така да тоа е позитивно за нас. Значи ова е уште еден фактор кој што одзема биткоин од пазарот, кој што е крајно позитивен за нас, а досега сме го немале. Тоа е да речем факторот на кој што рачунаме дека овој бул маркет ќе биде сосема подобар и сосема поинаков. Сега, и понатаму нормално Grayscale продава, но гледаме дека веќе е помалку од половина од количината која што имаше на самиот почеток. Значи 619, сега има 311, скоро помалку од половина. Значи веќе половина од вкупната количина ја на некој начин искрвари на пазарот. Сега да не забораваме дека и ова порано или подоцна ќе застане и ќе престане ова крварење кое што го гледаме, но битната работа која што јас постојано ја зборувам, на страна од тоа што вчера имавме причина повеќе за на некој начин да запре и да се коригира самиот пазар, гледаме дека, погледнете, оно што постојано го зборувам, колку повеќе се приближуваме до следниот халвинг, толку повеќе интересот за биткоин се намалува. Ова не мора да значи дека интересот е намален, од типот на веќе не сакаат да купуваат, туку очекувањата кои што досега сме ги виделе во 3 наврати во однос на халвингот, се дека потенцијално би имале корекција. И затоа верувам дека голема е веројатноста од она што го гледаме на пазарот моментално, дека забавувањето во акумулација на биткоин е само резултат на тоа што институциите сакаат како нови на пазарот да видат како ќе изреагира самиот пазар при халвингот. А до халвингот имаме само уште 6 дена. 6:20 часа, речеме 6 дена. Така, значи официјално 20 април ќе добиеме халвинг. Нормално напоменување, тоа е сабота и ќе гледам да направам лайвстрим со прашања и одговори, како и роденденски подкаст заедно на самиот канал, кој што ќе го направиме во текот на самиот халвинг, значи да видиме како ќе се случува сега, да проследиме заедно со прославата на нашиот канал, така да тоа во сабота очекувајте го. Сега друга битна работа во однос на оваа ситуација, гледаме дека значи горе-доле имаме еднакво крварење колку што имаме и прилив во однос на Bitcoin Spot ETFs. Значи има денови кај што сме минус 200, па има денови кај што сме плюс 200 милиони. Во главно одека многу полесно се гледа, значи гледаме дека оприлика се неутрализираат, односно ова хоризонтално движење на Bitcoin Spot ETF приливи и одливи ни покажува дека и институциите моментално чекаат да видат што ќе се случи. Сега, дали е тоа така ќе да знаеме откако халвингот ќе заврши. Се разбираме? Кога халвингот ќе заврши, ќе видиме дали на пример ќе имаме покачување, односно дека ќе имаме поголем интерес и поголемо купување и прилив на пари во Bitcoin Spot ETFs, или пак цената можеби ќе продолжи надолу, само да видиме, зборуваме за приливот на Bitcoin Spot ETF. Идејата е дека ние за прв пат гледаме како институциите реагираат при потенцијален халвинг. Односно се во однос на овој пазар, кога станува збор за институции, е комплетно нова приказна. Така да мораме да видиме како ќе се однесуваат истите. Значи ние за жал не можеме да знаеме што размислува ниту Лери Финк во BlackRock, ниту пак CEO на Fidelity, ниту Invesco, така да мораме да видиме како ќе се однесуваат овие големи институции, затоа што за жал во однос на тоа колку моментално поседуваат се најголемите играчи на пазарот. И многу зависи од нив како ќе се одвива целата ситуација околу Bitcoin Spot ETF и уште еднаш една од главните причини поради кои што јас повторувам дека се држам надвор од овој пазар се додека не видам како ќе се одвива целата оваа игра за време и после самиот халвинг. Значи имаме многу сценарија, многу пати сум кажал, ќе повторам уште еднаш, значи во трите досегашни халвинзи, во првиот сме имале така речено корекција пред халвингот,
за време на халвингот сме имале памп, во вториот сме имале корекција за време на халвингот, додека во третиот сме имале 2 месеци надолна корекција откако халвингот е завршен. Така да не можеме да знаеме со сигурност и според мене, така да поради сите овие случаи кои што досега сме ги виделе, не гледам причина зошто би се замешал во овој пазар сега. Значи тоа не значи дека ќе продавам ништо, се што поседувам и понатаму поседувам, ништо немам продадено ниту во текот на вчерашниот ден на така речено ликвидација, ниту пак денес, ниту пак ќе продадам за време пред и по самиот халвинг. Но во секој случај ќе биде интересно да го проследиме. Уште еднаш ќе напоменам, се што планирав да ставам до сега веќе е ставено, така да сега и на нас е малку ред да одмориме и да почекаме да видиме што ќе се случи понатаму. Да, цените се примамливи, имавме солидна корекција, но баш поради момент дека потенцијално можеме да добиеме уште подлабока корекција поради сите овие моменти кои што ги гледаме, Black Swan моментот со Израел и Иран, ситуацијата со халвингот и не знаеме како ќе се постават самите институции и биткоин спот ETFs, така да не гледам причина зашто би скокнале на пазарот кога имаме време сето тоа да го направиме постепено. Така, значи ако видиме дека сето ова се одвива како што треба, не очекуваме понатамошно паѓање на пазарот, тогаш нормално дека ќе алоцирам нешто повеќе, посебно во Uniswap како што веќе најавив, додека во спротивно, како што кажав, значи останува и понатаму да бидеме неутрални, се додека целата оваа врева не заврши на еден или на друг начин. Сега, значи долгорочно сум булиш, нема разговор. Дури и во текот на утрешниот ден кога ќе разговараме за поголема инфлација, што потенцијално ќе се случи, ако сте гледале денешното видео, знаете точно зашто тоа би се случило, како и потенцијална рецесија, и во тој случај сум доста позитивно настроен кон крипто, значи во една или во друга или во трета, секако, значи било која од опциите што би можеле да се случат, јас пас очекувам позитивен исход на криптовалутите. Сега, тоа е вони, кои што можеби се мислат да не случајно почнам да продавам, ни по точка разум. Значи, ако мене ме прашувате, најлоша ситуација моментов, без разлика дали е Иран и Израел, дали е ситуацијата со крипто, би била да држите фиат, тоалетна хартија во боја. Но секој одлучува за себе. Ова не е финансиски совет. Сега, многу битна работа во овој понеделник. Иако е најавено за понеделник, тоа не значи дека ќе се случи во понеделник, но Хонг Конг и компаниите кои што моментално аплицираа во тамошниот СЕК, односно Комисија за хартија од вредност, најавуваат дека уште овој понеделник Хонг Конг може да одобри не само биткоин спот ETF, туку и Ethereum спот ETF. И тоа ова се овие две големи компании, Harvest Fund Management, заедно со Bosera Asset и Hashkey Capital. Значи ова е нормално источната хемисфера, многу битно, но веќе најавено дека се очекува во секој момент да добијат зелено светло. Сега, битната работа е што они сега само ќе добијат зелено светло дека ќе може да поседуваат биткоин и Ethereum спот ETF. Но се верува дека дури до крајот на месецот ќе им биде потребно време за конечно да почнат да ги тргуваат овие биткоин и Ethereum спот ETFs на тамошните берзи. Тоа е многу битно затоа што едно е зелено светло кој што потенцијално би направило памп на пазарот, друго е конечно да добиваме ваков тип на податоци и од во оваа ситуација кинеските биткоин и Ethereum спот ETFs. Посебно со оглед на фактот дека ние Ethereum спот ETF нема, значи спот ETF нема во светот. Така, ова би бил генерално прв и верувам ќе биде доста успешен затоа што знаете и сами, значи гледате која е разликата кога во голема економија како што е на пример Америка или Кина, некој ќе отвори прв ваков тип на exchange traded fund, така. Значи видовме колку беа успешни во Америка, верувам дека тоа е главната причина поради која што и Хонг Конг побрза да го направи ова. Иако и самите најавуваат дека ова ќе биде во текот на летото 2024 година, што ја се остварува, значи што побрзо, толку подобро за нас, посебно со оглед на фактот, ја верувам дека уште една голема причина за тоа е и ова. Значи јас не верувам во коинциденции, посебно кога станува збор за економија и геополитика, значи јас верувам дека ова забрзување за потенцијално дозволување на биткоин спот ETF точно во неделата кога добиваме халвинг е сигурно поради фактот дека добиваме халвинг. Дека овие компании потенцијално би имале уште поголема профитабилност доколку да речеме успеат да го направат да го активираат овој биткоин и Ethereum спот ETF пред, за време или после самиот халвинг. Што би бил случајот доколку успеат тоа да го направат до крајот на овој месец. Ова е крајно позитивно за нас. Останува да видиме како се тоа ќе се реализира, но во секој случај ова е екстремно позитивно за нас. Не заборавајте дека зошто уште една причина е позитивно,
Значи Кина беше таа која што инсистираше дека крипто мора да биде банирано, ги изврка сите мајнери на биткоин, иако сега моментално повторно поседува одреден процент на мајнинг на биткоин, хешрейт, тоа не го менува фактот дека до сега во претходните ситуации, значи скоро и да нема, тоест нема бул маркет без Кина да проба да го банира крипто. Дури во претходните бул маркети беше правило. Ако Кина го банира крипто, значи дека официјално сме во бул маркет. Така да ова е се позитивно за нас. И мене, значи, комплетно ми се допаѓа фактот дека Кина комплетно го сменила своето мислење, затоа што Хонг Конг знаете и сами дека ни по точка разно не може да донесе одлука, без при тоа оваа одлука да биде одобрена во mainland Пекинг. Така, значи тоа е нели главниот град на самата Кина. Останува да видиме, но ова е крајно позитивно и јас очекувам позитивен исход на долг рок за ова со сигурност. Сега, ако се сеќавате ова веќе јас поделив со вас уште пред една недела, но за жал не успеав да видам никакви резултати од ова. Значи беше најавено дека во текот на претходната недела ќе има буквално надпревар помеѓу Морган Стенли и UBS, швајцарската банка, кој прв ќе најави дека биткоин спот ETF е достапен на клиентите како буквално нели дел од нивните услуги во овие банки, така. Значи, јас за жал не можев да најдам нигде вести. Ова беше најавено неколку големи, да речем, крипто куќи, како што е Cointelegraph, но за жал никаде не го најдов. Ако некој од вас има повеќе информации околу ова, би ве замолил да го ставите во коментар, затоа што јас за жал не можам ниту од едната, ниту од другата да најдам официјални вести дека на пример или го додале или пак има некакви најави кога ќе го направат тоа, затоа што ова е многу битно. Ова се првите две огромни банки, зборуваме нели топ 10-15 банки во светот, кои што сакаат ова да го додадат како регуларна услуга за своите клиенти. Крајно битно. Сега, тоа е нели во овој дел кој што навистина очекувам да се случи порано или подоцна, што подобро, толку порано, толку подобро за нас нормално. Сега, следна интересна работа која што се случи, гледајте, значи BlackRock, она што го зборува, го прави. Ова е за воиднина, кога ќе слушнете дека BlackRock нешто намерува да го направи, рачунајте дека 99% е направено. Еве прост пример, значи они кажаат дека следниот чекор после Bitcoin Spot ETF е токенизација. Вала. Ако се сеќавате, Real World Asset, значи го следиме овој портал, тоа е app.rwa.xyz/treasury. Значи ова е практично портал кој што следи колку капитал е внесен во овие Real World Asset токенизирачки платформи. Со тоа што знаеме дека најголемата моментално е на само да видам како се викаше точно. Сега го заборавам. Франклин Темплтон, значи тоа е фондот на Франклин Темплтон кој што моментално поседува 363 милиони долари вложени во истиот во државни обврзници, многу битно, значи американски државни обврзници. Сега идејата е што Франклин Темплтон го има овој фонд уште од погледнете, февруари 2023 година. Додека за разлика од тоа, значи BlackRock ова го направи, еве гледате, значи официјално на 20 евро. Тука сега се појавува на 23 евро. 22 март, така. Од 22 март до сега, значи на самиот Франклин Темплтон му биле потребни година и нешто за да дојде до 363 милиони. На Build или Build како сакате, мене пак Build ми е пологично, иако ова е само акроним. Значи на BlackRock му биле потребни еден месец за да стигне така речено 2/3 од количината на Франклин Темплтон. Тоа е разликата во големина на овие ентитети. BlackRock е BlackRock, значи е најголемиот со причина, така. Значи гледаме дека интересот е енормен, имаме голем прилив на средства во овој фонд. Сега како функционира истиот, оваа статија тоа многу подобро го објаснува. Значи тоа дури и мене не ми беше јасно, сега ми е многу појасно. Јас мислев дека ќе има различни ствари кои што може да ги купат со да речем соодветни нели ERC20 токени, затоа што знаеме дека самата Build или како и да се нарекува Build, не знам како се нарекува овој фонд на BlackRock е наменет за да се токенизираат ствари од реалноста на Ethereum блокчейнот. И затоа му е толку потребен Ethereum Spot ETF и кога BlackRock вели дека ќе има Ethereum Spot ETF, верувајте дека ќе има Ethereum Spot ETF. На страна тоа, значи како функционира, конечно успеав да најдам соодветни податоци, значи идејата е дека овој Build како фонд моментално самиот по себе, нели сега соодветен менеджмент во овој фонд, кој што е нели за токенизирани ствари, одлучува во што ќе инвестира. Додека вие практично купувате Build токени кои што се ERC20 токени.
Идејата е дека овие ERC20 токени се така речено ваш удел во самиот фонд. А фондот во однос на тоа што нели инвестира, тоа го одлучува самиот, претпоставам, совет или што и да имаат, и практично вие имате процент од вредноста на фондот. Колку повеќе фондот расте, колку повеќе инвестициите на фондот растат, толку повеќе и вашиот токен Buidl ќе расте. Не само тоа, туку вие добивате и процент од заработката на овој фонд. Тоа е така речено во оваа ситуација, нели, како стандардна акција која што би имале, да речем, во компанија, односно дивиденда за профитот кој што го направил овој фонд. Така. Сега, за стварите да бидат уште подобри, знаете дека, значи, зашто јас постојано ви го напоменувам тоа, ова не е случајно, значи, пак ќе ви речем, во економијата случајности не постојат. Вие имате партнерство помеѓу BlackRock, Circle, кој што го поседува USDC, вториот поголемина стейблкоин, и Coinbase, која што е една од најголемите менувачници во светот. Тоа не е за џабе, значи BlackRock моментално создава свој круг на доверливи партнери во кои што не само што инвестира, туку и поседува. Голем дел од акциите на Coinbase се директно поседувани од BlackRock, голем дел од акциите на Circle како компанија се директно поседувани од BlackRock, и да не забораваме дека BlackRock го менаџира фондот за така речено нели инвестиции на Circle, односно парите кои што се внесени во овој фонд за да може да бидат изминтани USDC долари. Така. Сега, BlackRock го поврзува USDC директно со Buidl или Build фондот. Односно, вашите Build или Buidl токени, кои што се ERC20, можат веднаш да бидат пратени до Circle и да бидат трансферирани во USDC и обратно. Зошто е ова толку битно? Вие имате 24/7 off-ramp и on-ramp. Значи дека во било кое време вас не ви е потребно да биде отворен фондот 9 до 5 стандардна работа, тоа беше идејата на токенизација, така да не мораме да работиме стандардни времења како што е на пример берзата, туку 24/7 во било кое време вие можете да си смените или си купите USDC директно во Circle и при тоа да ги инвестирате во Buidl фондот и да купите Buidl или многу глупаво, не знам како ги нарекуваат, Buidl токени ERC20 и обратно. Можете во било кое време да го ликвидирате, да ликвидирате вашата позиција. Нешто досега не видено во традиционалните финансии. Не видено. И ова е главната причина поради која што толку многу BlackRock притиска да се дојде до овој момент. Ова е само почеток. Јас наскоро верувам дека овој прв фонд на Build на BlackRock ќе нуди многу повеќе услови, ќе нуди многу повеќе различни типови на real world assets, така да ова е само почеток. Но ова е моќта на самата блокчейн технологија кога станува збор за финансии и тоа посебно кога станува збор за традиционалните, односно legacy системот. Така. Значи, вие гледате како едноставно блокчейн технологијата целосно ја надминува моменталната структура. Не берзи, не банки, 24/7, во било кое време, без никакви посебни ингеренции, без документација, вие можете да префрлите било што во било што. Значи, тоа е нешто невидено до сега во традиционалните традиционалните финансии и тоа верувам дека понатаму ќе донесе многу голема адаптација на оваа технологија. Затоа ви велам, значи ние го гледаме ова секој ден со сите овие вести. Од друга страна, овие големи играчи, како што кажав на самиот Собир, не го прават ова за џаба, они имаат многу поголеми планови во позадина, но нормално сигурно нема да ни ги кажат нас. На нас останува да ги препознаеме овие планови и да бидеме таму кога сето тоа ќе се случи, за да искористиме највеќе што може од целата оваа ситуација. Следна битна работа е Ripple Coinbase SEC. Овој триаголник кој што е крајно битен кога станува збор за адаптација и регулатива на крипто. Значи, како се тоа се одвива сега, мораме да напоменеме што се случи пред само неколку дена во однос на Ripple против SEC случајот, каде што Ripple успеа на второстепен суд да добие потврда дека официјално второстепените продажби на токени и коини не представуваат хартија од вредност. Од каде потекнува ова и каде ова води? Значи имаше ситуација во која што во Coinbase против SEC случајот друг судија одлучи спротивно на тоа што одлучи судијата во Ripple против SEC. Значи во Ripple против SEC судијата Анализа Торес одлучи дека сите коини и токени кои што не ги продал директно Ripple со договор представуваат, тоест не представуваат хартија од вредност. Автоматски
ниту еден од овие коини не е под ингеренции на SEC. Крај. Во вториот случај на Coinbase, доаѓа друг судија кој што не се сложува со оваа пресуда на XRP и донесува одлука дека не е така. Значи, сосема обратно. За сето ова да биде поинтересно, Ripple поднесува барање до второстепен суд кој што одлучува во корист на Ripple и Coinbase, дека да, и потврдено е дека сите коини и токени кои што се продаваат на централизирани и децентрализирани менувачници не представуваат хартија од вредност. Што значи дека ефективно не се под ингеренција на Гери Гангстер. Значи многу битно. Со тоа што сега каде се тоа се движи, че ова е најнова вест која што ја добивме пред само еден ден, вели Coinbase сега врз основа на ваквата одлука на второстепениот суд кој што вели дека не можете да ги рачунате како хартија од вредност кога се продаваат второстепено, бара од повисоките судови да одлучат дали може сега тука е веќе клучниот дел каде што Coinbase буквално влегува во на некој начин шахмат позиција за да ја заврши оваа игра, значи колку битно е ова. Моментално бара. Значи каде е клучниот момент? За да имате хартија од вредност, мора да имате хартија. Се разбираме, значи вие мора да имате договор со кој што вие ги на некој начин усогласувате обврските и правата на двете страни. Така. Што значи дека ако вие имате хартија од вредност, вие значи дека со некого сте седнале, сте направиле договор, имате договор за тоа кои се вашите права и обврски кои што произлегуваат од овој сооднос. Така. Такво нешто во криптовалутите не постои. Освен во изрични делови, како што е, например, гледате, тоа беше идејата со XRP, така. Значи, они од 4 најразлични типови на распределба на токени, само за еден беа обвинети дека на вистина представуваат хартија од вредност. А тоа е кога на институции им продавале токени преку договор, така. Значи, на вистина постоел договор со кој што се обврзува Ripple да направи нешто за другата страна, кога ги купува овие токени кои, така. За разлика од тоа, во останатите три категории не постои таков договор. Значи вие не знаете ни што е Ripple, ако сте купиле XRP токени. А наеднаш овдека тврдат дека вие сте знаеле што е Ripple и очекувате да направите профит за тоа што Ripple работи во позадина. Поголем дел од луѓето кои што купуваат нема ни појма што значи таа кратенка која што ја купуваат, да бидеме јасни. Тоа е затоа што некој им кажа што да купат. Сега поради ова Coinbase поднесува до второстепените судови повторно барање да се прецизира дали е потребен пишан или било каков тип дигитален договор со кој што се обврзуваат двете страни. Што значи дека доколку не се докаже, значи она што според самиот закон на Хауи тест кој што постојано го верглаат, значи во Хауи тест исклучиво и изрично стои дека мора да постои пишан или било каков тип на договор, ефективен договор помеѓу двете страни, кој што практично е една од главните, да речем, постулати врз кои што се рачуна дека одредена ствар е или не е хартија од вредност. Сега, доколку второстепениот суд одлучи дека да, тоа е битно и треба да го има, значи ефективно сите случаи до сега на SEC паѓаат во вода. Сите. Зошто го велам тоа? Никој од нас нема никаков писмен договор дека ние сме купиле одредени коини или токени. Така, никој. Моментално SEC се обидува да се извади на тоа дека секој од овие менувачници има така речено правила на користење и така натаму. Значи се обидува да се извади на тоа дека со самото тоа што институцијата направила правила кои што наводно ги читаме ние кога правиме акаунти, значи тоа представува така речено нема врска. Значи не може Coinbase со правилата на самата менувачница вас да ви гарантира приход, тоест профит од купување на коини и токени. Тоа е жива глупост. Јас затоа верувам дека прашање на време е кога потенцијално овие второстепени судови ќе досудат во корист на SEC, а со тоа сите случаи во корист на Coinbase, а со тоа сите случаи на SEC ќе паднат во вода. Значи, ако ефективно суд каже дека мора да има писмен договор, тоа значи дека никој од коините и токените кои што SEC ги прогласи за хартија од вредност нема да бидат хартија од вредност. Автоматски SEC ќе се исклучи самиот себе си од ингеренции на овој сектор. Останува да видиме, но тоа е, како да ви кажам, тие се стейк во игра, се разбираме, че тоа се влоговите во оваа игра, значи до таму сме стасани и верувам дека може да биде многу позитивно за нас како ова ќе заврши, затоа будно го следиме. Сеќавате, што на почетокот ви кажав, овој случај каде што сега моментално и Coinbase е против SEC, и Binance, и XRP се крајно поврзани
и SEC користи се од овие случаи во своја корисно. За жал, и овие компании помеѓу себе го користат сето тоа што некој го добил со цел да нели го победат SEC. И затоа, верувам, барем според мене, повторно не може да ви кажам што да правите, јас затоа ви кажувам дека одвај чекам SEC да го тужи Uniswap, затоа што и оваа ситуација ќе заврши исто, дури и покатастрофално, затоа што кога вие практично учествувате во Coinbase или во Binance, вие практично нели учествувате, депонирате и така натаму. Овдека дури и делот со депонирање не е таму. Значи Uniswap нема никаков допир до вашите токени, освен оние неколку, да речем, моменти каде што имате swap на токените во овој базен. Значи, затоа уште ќе напоменам, она што го спомнав во полово видео во однос на Uniswap, каде што SEC, нели, пратил Wells Notice и сака да го тужи Uniswap, верувам дека е недостижно за SEC и верувам дека ќе заврши исто како и останатите случаи. Останува да види како ќе се одвива се тоа, но ако SEC го тужи Uniswap, во моментот на дамп јас сигурно ќе докупам уште, затоа што верувам во оваа најголема менувачица, која што и покрај се, иако можеби имаше дамп на цената на токенот, тоа не го менува фактот дека и понатаму е најголемата менувачица на Ethereum екосистемот. А гледаме што се случува со Ethereum. Замислете после Ethereum Spot ETF, замислете после целосно развивање на Real World Asset токенизацијата која што ја прави самиот BlackRock и нели други институции, плюс веќе успеавме да направиме нели така речено денку надграббата и денк шардинг, прото-денк шардинг, сето тоа се одвива на Ethereum екосистемот, каде што Uniswap е најголема менувачица. Каде би се променувале тие токени, ако не на Uniswap? Така, затоа уште ќе напоменам, верувам дека Uniswap има доста добра иднина и дека ова е само една мала спрепка која што мање више не менја ништо. Но останува да видиме, пак ќе кажам, тоа е моје мислење, ако сум грешка, тој дел од портфолиото го ризикувам затоа што верувам во нели овој позитивен исход. Во тој случај секој го сноси својот ризик и нормално, потенцијално, ако не знам, најлоша варијанта, секој успее да го затвори Uniswap, тоа ќе изгубиме овие токени и пари, но пак секогаш кога влегувате во крипто, тоа е правило кое што мора да го знаете, се инвестира само толку колку што сте спремни да изгубите. Затоа што во спротивно може да изгубите и се што имате. Значи, тоа е ризик кој што е секогаш тука, само што вие мислите дека тоа е само кај крипто. Верувајте ми, не е. Значи, дали инвестирате во злато, дали инвестирате во компании, дали инвестирате во тоалетна хартија, зборувам за кеш, во се постои ризик да го изгубите тоа што го инвестирате, само што негде е поголем, негде е помал. Во однос на XRP, значи да не забораваме дека самиот Ripple како компанија одлучи да прави свој USD stablecoin. Имаше некоја заебанција, вика да го крстат, вика RIP USD. Добра смеја, морам да признам. Сега интересната работа во сето тоа е дека нема да се откаже од XRP токенот и понатаму XRP токенот ќе биде тоа што е, посебно кога станува збор за оние меѓугранични плаќања, каде што XRP токенот е главен, додека ова е само дополнително надградување на Ripple и на самиот XRP Ledger. Останува да видиме како се тоа ќе се одвива, зошто денеска го повторувам ова, значи иако веќе го спомнавме, затоа што веќе е кажано дека во 2024 година веќе сакаат да има лансирање на стейблкоинот на Ripple. Значи тоа е на некој начин надграбана оваа вест која што успеав да најдам, дека значи во текот на оваа година очекуваме и Ripple USD стейблкоинот да биде на пазарот. Сега некои интересни работи во однос на Cardano, значи официјално имаме најава за Cheng надграббата, која што вели е на исто ниво со Vasil надграббата, ако се сеќавате, што тоа беше една од поголемите надграби, затоа малку подоцна. Пред да продолжиме во тој дел, прво Lace, тоа е еден од новчениците на Cardano, така речено го надгради својот фрейм, значи нели се овде имате некои ствари кои што се надградени, ако ви интересира, ако користите Lace, може да го погледнете тоа. Hydra, нова верзија, која што е нели така речено апдейтирана со самите верзии на нодовите. Значи гледаме дека понатаму работат различни тимови на различен дел од Cardano блокчейнот и нели екосистемот, и Cheng надграбата која што е најбитна е вовед во Voltaire ерата. Тоа е последната ера на целоста децентрализација. Уште еднаш Cardano и понатаму останува еден од моите топ 5 проекти без разлика на се. Значи одличен ми е овој проект, уште еднаш ќе напоменам, значи е крајно децентрализиран, дури еднакво ниво на биткоин децентрализиран, верували или не, може да го погледнете тоа, посебно со овој дел. Значи со Cheng надграбата, кога конечно ќе го реализираат тоа што го прават моментално, целосно се дава
тоест не со Ченг, со Волтер ерата, но Ченг надграбата е почеток на таа ера, целосно се префрла одлучувањето на Кардано екосистемот и каде целиот ќе се движи понатаму на заедницата. Со тоа што сега моментално се формираат оние органи во тип на совет, собрани и така натаму, значи за тоа малку подоцна кога ќе дојдеме до самиот апгрейд, значи ќе има соодветно видео за тоа, но идејата е дека се движиме кон тој дел каде што целата работа на блокчейнот и негова контрола ќе биде во рацете на луѓето кои што поседуваат Кардано. Тоа е без преседан. Еден од единствените кои што стигнал до тоа ниво. Дополнително, значи да не забораваме дека истиот е крајно децентрализиран, значи како што кажавме, не се фокусира само на Мурика, само на западните земји, туку баш напротив, се фокусира многу повеќе кон Азија, кон Африка, значи така речено се обидува да се најде на секаде на светот на глобално ниво. Тоа дури го покажува следната вест каде што зборуваме за Huawei надграбата, тоест партнерство. Значи овој блокчейн поседува многу работи кои што мене ми се крајно добри. Дополнително, самиот пристап кон неговата надграба, каде што значи Кардано не е како Солајна, надградуваме па ќе видиме, ако падне се тоа е, за разлика од тоа, значи Кардано го прави ова на многу потешок начин, со многу повеќе труд, со многу повеќе, дури, значи знаете и сами секоја надграба е прво пратена до светски познати математичари, програмери и така натаму, за истата да биде така речено, анализирана, да бидат дадени соодветни патокази, па потоа тимовите работат на тоа лицето да биде интегрирано преку соодветни и екстензивни тестови за конечно да биде пуштено во јавност. Тоа е нешто што на секојдневниот инвеститор му смета, секој сака пари преку ноќ и верувам дека тоа е главната причина поради која што АДА го гледаат како проблем. Ако слободно, јас пак ќе напоменам, значи секогаш кога анализирате нешто, земајте ги во предвид големите играчи, верувајте ми, нема да сгрешите, зашто го велам тоа. Значи да ги земеме последните вести за Кардано, значи вие имате полицијата од Дубаи, повторно Дубаи, кој што е дел од Обединетите арапски емирати, една од најбогатите земји во светот. Верувам дека има многу повеќе средства во однос на мене и вас за истражување, за да одлучи дека Кардано е правилниот блокчейн на кој што треба неговата полиција да работи. Така, да речеме за Мурика, значи неколку сојузни членки на Обединетите мурикански земји, значи побарале од Кардано за престојните избори да им направи софтвер на Кардано блокчейнот кој што ќе им помогне во гласањето. Зошто Кардано, зошто не на Солајна, така? А Кардано не се ни фокусира во Америка. Тоа треба да ви кажем многу, така? Значи секогаш гледајте овие големи играчи кого го бираат и зошто. Моментално имаме партнерство помеѓу Huawei и Кардано. Ова партнерство е само почеток, е уште една причина, значи ја не гледам Huawei и Solana, ја не гледам Huawei и Ethereum, ја гледам Huawei и Cardano. Зошто е ова битно? Затоа што Huawei е кинески бренд и нормално прозападните земји нема шанси да си дозволат со Кина, нели тоа е како ги нарекуваат, со режимски држави и компании од режимски држави, така. Значи, затоа и уште ќе напоменам, гледате како глобално гледа на работите Кардано, каде што почетниот дел од оваа соработка е практично да може да се прават нодови на клауд сервисот на Huawei. Со тоа што понатаму, значи се најавува дека ова е само почеток и дека понатаму ќе има многу повеќе така речено соработка во однос на тоа нели како може да се користи клауд сервис провайдерот Huawei на самиот Cardano блокчейн. Дополнително дури се спомна и дека значи Cardano заедницата ќе има пристап до самата Huawei Marketplace. Се искрено не знам што точно значи тоа, да бидеме реални, но како и да е, гледаме дека ќе се продлабочува. Значи Huawei е една од најголемите компании кога станува збор за нели хардвер, за технологија, за мобилни и така натаму, и ова партнерство не може да биде лошо, може да биде само добро, како за Cardano, така и за Huawei и за заедницата која што инвестира во Cardano. Останува да видиме, но мислам дека е крајно позитивно за нас. И моментално Ethereum, значи да видиме што се случува од денкон над грабата, значи погледнете сами, еве како изгледа моментално, значи ова се трансакциите на Ethereum, знаете и сами, значи како беа, 20 трансакции, ако не се лажам, беше во секунда, значи, но нели никогаш не е достигна до 20, негде околу 13 до 15 мислам дека беше трансакции во секунда, со тоа што, значи ова се тие трансакции на дневно ниво, ова е почетокот на денкон, и погледнете како значи Layer 2 солуциите колку многу трансакции успеваат да процесираат во истиот тој период, во истиот тој
ден. Значи, зошто е тоа битно? Затоа што погледнете. Значи, стандардните 14,35 е во просек трансакции во секунда на Ethereum, погледнете колку се надминати. Значи, во просек, секоја од Layer 2 солуциите процесира по 156,12 трансакции во секунда. Така, значи, ова е само чисто за пример. Што значи дека овие блобс буквално успеа да го направат тоа. Вели, 11 пати повеќе трансакции поминуваат со овие блобс од претходно. Што значи дека scalability е се повеќе и повеќе возможно. Значи, гледате, овдека е пресекот, така, иако имаме многу мал период, но идејата е дека Layer 2 солуциите и претходно процесираат доста, но сега процесираат во секој блок на Ethereum. Погледнете колку експоненцијално и експлозивно многу се развиваат, значи и се зголемуваат трансакциите за разлика од претходно заедно со Ethereum. Така. Значи, уште еднаш ќе напоменам, ова е уште еднаш ќе кажам успех и тоа голем и се надевам дека така и ќе продолжи, со тоа што ова е само првиот дел од фазата на прото-денк шардинг, значи дека понатаму ќе имаме уште надградби кои што ќе го надградуваат ова што моментално го имаме, но ова е почеток. Така. Значи се движиме во правилен правец и уште еднаш ќе напоменам, ова ви покажува колку само голем дел од трансакциите, така, се случува на Layer 2 солуциите. Тоа ви покажува колку само активноста од екосистемот ќе се одвива на Layer 2 солуциите, како што ние тврдеме, така. Значи, главниот дел од активноста на Ethereum екосистемот ќе биде на Layer 2. И ова е уште еден доказ дека многу е поголема веројатноста дека Layer 2-ките и според market cap и според активност на колку трансакции имаат во секунда ќе бидат многу поуспешни од Ethereum во следниот bull market, што е сосема нормално. Интересна работа од Chainlink, значи понатаму се лидери, пак ќе кажам, исто така еден од топ 5, значи незаменливи. Знаете дека CCIP протоколот е крајно успешен и тоа успешен до степен што големи институции, почнувајќи од Swift, го интегрираат. Значи ваквиот CCIP протокол моментално е основа на уште една апликација која што доаѓа од Chainlink, која што се нарекува Transporter. Односно, која е идејата? Идејата е наместо да треба да се користат класични мостови помеѓу блокчейни, моментално Chainlink преку оваа апликација која што се нарекува Transporter ви нуди да можете капитал да преместите преку екосистемите на Arbitrum, Avalanche, Base, BNB, односно Binance блокчейнот, Ethereum, Optimism, Polygon, VMix, кој да е VMix не знам, не е ни битно. Значи, што е тука битно, дури и како процент објаснето, вели 50% од било каков тип на хак на DeFi е буквално тоа, напад на мостови. Од друга страна, вели 69% од вкупно украдените капитални добра во крипто се повторно хакови направени на мостови помеѓу блокчейни. Значи, самите мостови помеѓу блокчейни се доста ранливи, го гледаме тоа, нели, со овие Chainalysis, да речем, анализи кои што моментално ги има направено и нормално дека потребно е да се најде друг начин кој што е побезбеден, кој што моментално Chainlink преку CCIP протоколот го нуди. Сега, дали ќе биде успешно и дали ќе биде користено, останува да видиме, но според тоа што го кажуваат, искрено не сум проверил, за да можам да кажам дека сум го користел ова. Идејата е да се направи како апликација која што е едноставна за користење, значи како што се например самите мостови, каде што буквално може само да ставите одредена валута и да ја преместите од еден на друг блокчейн, што е крајно битно, затоа што доколку нема комуникација помеѓу блокчейните и начин на пренос на капитал и пораки, нема поента од блокчейн. Така, значи тоа е само еден затворен систем кој што ако нема комуникација помеѓу себе и со остатокот од светот се е беспотребен. Така да во оваа ситуација, значи уште еднаш Chainlink излегува со уште едно револуционерно решение. Како тоа ќе биде прифатено останува да видиме, но сега за сега се што направил Chainlink до сега имал голем успех. Така да ова е само најава, значи ова е пред само еден ден. Останува да видиме како ќе биде реализиран. И сега имам голема вест за VeChain. Значи ќе имаме DAO на VeChain екосистемот кој што ќе се нарекува VBetter DAO. Со тоа што ќе биде ова верувам доста комплицирано за објаснување, битна работа која што треба да забележиме е дека истиот ќе биде целосно лансиран на 30 јуни. Имаме 3 фази пред тоа, меѓу кои првата фаза е веќе во тек, а тоа е Pilot Phase Alpha, која што е започната уште во февруари оваа година, следната е Pilot Show Beta
и на крајот имаме Mainnet Blitz, кој што се очекува Go Live Gala, односно тој дел од овој настан да биде на 30 јуни. Сега, што знаеме до сега? Значи, овој DAO нема да биде поврзан со VET или Vitor токенот, значи оние два кои што ги имаме за токен и газ токен, така, туку ќе има свои два нови токени кои што ќе бидат VOT3 и Better, практично B3TR. Што тоа значи? Значи, самиот DAO ќе биде наменет со цел да се води самата VeChain како компанија, како организација понатаму, со тоа што сите оние кои што поседуваат VOT3 токени, тоест Vote практично, Vote и Better, тоа е кратеница така речено. Значи идејата е VOT3 токените или Vote токените да бидат за governance и за staking, со тоа што практично со овие токени вие ќе може да одлучувате во однос тоа во која насока ќе се движи самиот DAO, додека Better токените ќе бидат така речено токени за секојдневна употреба. Значи во однос со сето она што DAO-то ќе го нуди, самиот екосистем, значи Better токените ќе бидат дури и ќе има начин како да се заработуваат овие токени директно од DAO организацијата, односно Better DAO. Останало да видиме како ова ќе биде интегрирано. Битно што треба да забележиме е дека сето ова ќе се интегрира до 30 јуни. Значи како што кажавме, гледате, немаше никакви апгрейди од овој тип додека бевме во bear market. Сега почнуваат сите овие апгрейди да испаѓаат, како што веќе напоменавме, значи кога доаѓаме до следниот bull market. Така да ова е одлично како за сите досегашни, значи и за овој ќе направиме како и за Cardano, така и за VET. Значи соодветно видео кога ќе знаеме повеќе за овој апгрейд. Значи се уште дури нема соодветни информации како ќе бидат доставувани овие токени, дали ќе бидат купувани, дали ќе има airdrop. Значи во текот на овие апгрейди, односно во овие да речем 3 фази, ќе дознаеме повеќе и ќе ви информираме. Јас сум многу заинтересиран. VET е дел од моето портфолио и тоа во голем процент и верувам многу во овој проект. Следно интересна работа која што треба да споделиме со вас, како што знаете и сами, значи Solana блокчейнот е доста забавен, значи гледајте и сами како се движиме низ овие последни 2 месеци, се повеќе и повеќе од трансакциите не поминуваат. Со тоа што овдека погледнете и сами, значи имаме 25% неуспешни трансакции, тоа се овие црвените, стигнавме до 75% неуспешни трансакции во текот на овој месец. Катастрофа. Значи нема нешто што не се случува на овој блокчейн и понатаму сите го купуваат, повторно, нели? Многу пати сме разговарале, ако мислите дека треба да ризикувате, ризикувајте, но јас не гледам причина зашто би купил половна кола кога има Ферари за купување. Пак, нели, тоа е мое мислење. И официјално вчера, значи ставиле фикс и сега овој фикс као наводно треба да сите кои што нели имаат своји нодови треба да направат апгрейд кон новиот фикс и се надеваат, значи пази, го правиме фиксов, но потребно ни е време да анализираме, да видиме дали истиот ќе работи. Значи уште еднаш ќе напоменам, замислете вие сте виза и едно време дечки од Solana ви викаат еве фикс има, ама ќе видиме сега, проверуваме, ако работи ќе така. Значи кој што кажав, значи ушеваа поправка и изгледа ќе работи барем еден месец без глупости. Само толку ја да кажам, натаму вие си знаете, значи не знам како вице ова. Кога и да кажам нешто за Cardano, се извинувам за Solana е глупост, не знам. Значи да, има нешто некога се дешава нешто позитивно, ама генерално, значи нивниот блокчейн е бутниме да запалам. Значи јас сум фитјо, вие се бетер, така. Како и да е. OKX Chilis има партнерство, интересна работа, затоа што OKX самиот по себе е веќе партнер, како со Manchester City, така со McLaren F1, нели ова е Формула 1 рейсинг тимот. Зошто е ова битно? Значи партнерството започнува од моментот каде што Chilis моментално ќе му даде на OKX да биде еден од валидаторите. Нели, потребни се таму околу 1 милион Chilis и така натаму, значи тоа е сосема друга приказна. 10 милиони Chilis потребни се токени. Идејата е дека на овие два токени, на овие два ентитети да речем, им одговара да бидат заедно, првенствено затоа што како што гледате и сами OKX се движи кон оние спортски да речем тимови или спортски делови од блокчейнот. Додека за разлика од тоа Chilis е конкретно само спортски нели дел од блокчейнот, така да ова партнерство е логично. Од друга страна, значи ова партнерство не е ново. Токените кои што ги поседува Chilis за својата платформа, затоа што Chilis е Delegated Proof of Stake блокчейн, значи токените на фановите на
PSG, како да се на PSG, немам појма, стварно не знам дечки фудбал, немам појма гледат. Значи, ова се клубовите кои што моментално се дел од Чилис, а во исто време се и на OKX платформата. Така да гледаме дека оваа соработка постоела и претходно, знаете дека Чилис е така речено лаунчпад за фан токени на различни клубови спортски, без разлика дали се фудбал или не знам кошарка или така натаму, но ова само го надградува партнерството каде што OKX станува валидатор на Чилис. Тоа е добро, уште еднаш Чилис многу ми фали во портфолио и никако не иде ред да го купам затоа што има многу битни проекти, но тоа не го прави Чилис помалку битен. Само за жал не дошло ред да го купам, тоа сигурно ќе биде наскоро. Тоа е се за денес, значи нема да се одговлекувам премногу со одјава, затоа што веќе го направивме тоа првото видео. Така да не гледам потреба да се одјавувам по 5 пати на ден, но за крај само уште сакам да ви се заблагодарам, значи овие слики ми се стварно мили, јас не очекував дека ќе има доста луѓе, значи имаше повеќе од 50 на членови кои што гледаат нашиот канал, значи и овдека заедно со техничарот, значи овие ми се некои од најмилите слики. На вистина луѓе ми направивте голема чест, јас ви благодарам на сите кои што дојдовте. Верувајте ми, полно срце кога гледам дека луѓето кои што ме следат на вистина има нели време да одвојат неколку минути, еве еден час да дојдат и да се запознаеме. Ви благодарам. Се гледаме во следното видео и поздрав од Криптогимиџи.